Ајде, човек, умре. Трезо? Седи Миренце, чекај. Ајде, ще здраве. Дај повака раката. Која? Таа со цветот. Стој. Не, малце понапред. Тука, стој. Одлично. Браво. Одлично. Така, видиш. Абе, човек, Не, стој. не ми мрдај сега. Остани наслонен на дрво. здраве. Абе, седи. Готово. Ева, видиш. Значи, колку вешти раци имаш, браво. Вешти раце, овие мои раце да има уста само да прозборят и ти кажеа многу приказки. Што немам јас, што све немам правено со овие. Поарно да не знам. Дај бе, немав тој човек ке ме направиш мене мршник. А бре, добро. Ама разбери дека некогаш треба да се направиш и ти мршник цел и да се извалкаш за да направиш убај дела, да види. А наместо да правиш убај дела, да ги искористиш вештиве раце да направиш пари. Ај, тоа пасто ти е. Абе, некој прво ти треба занает, море после пари, некогаш и јаре и паре. И што ќе правиш са слика за јаре ли ќе ја даш? Ќе ја продам. Кај ќе Ќе ја ја продам. продаш? Абе, во ко мене вакви баре луѓе, сестрани, квалификувани, талентирани за уметност, за се, ме разбира, за се живо и диво. Па те стрезо? Шо? Да ти покажам шобарет. Гледај вамо се. Штрак. Толку. Ево. Ова се, знаеш колку пари ќе го продам? Колку време ми требаше? 1 секунда. Тука е Шекспир сега, тука е уметноста, све е глап и крај прича, а нема му 4 сати да седам да се здрвиш целиот. Абе, шо младина ќе бевте, бе? Абе, без ум, човече. Без ум, бе. Абе, ти не знам без ум. каква Па, младина. ти си најпаметен сега. Види го, бе. Абе, ти викам јас тебе. Абе, искористи го ти тој твојот телефон за да видиш тоа видеото што ти го пушти. Шо ми пушти, бе? Ти тебе некоја желба. Ајде 4 сати лежам на Абе, улица, абе, пушти го. Пушти го, ко ти викам, ја шлапна ме, ти кажам, овде пред сите нема ме нервира. Ти пушти видео, види го видеото, за можда и тебе ти дојде некоја вакво да се квалификуваш за нешто. Заедно ќе го гледаме. Ајде. Bonjour tout le monde, bonjour Taxi 28. Je m'appelle Tiana Tresenzi et je viens de Ohrid de la Macédoine. Je suis une étudiante, j'étais une étudiante dans l'université de la langue française et la littérature française. Je travaille maintenant comme un designer de UX et UI et je voudrais dire que même si je parle français, on va continuer la conversation en macédonien. Новите времиња од нас бараат нови вештини. Тијана Цресензи својата професионална работа не ја започнува според студиите кои ги завршува, туку таа се преквалификува во сосема нова професија и со тоа започнува нова животна страница. Интернационално скроз. Менувањето на професијата на Тијана ја овозможува да биде конкурентна на европскиот пазар и професионално да излезе надвор од границите на својот град Охрид, но надвори од земјата. Се осеќав како да треба да се преквалификувам и да се доквалификувам на некој начин, бидејќи јазикот како јазик многу го сакам, но чувствував дека треба да си ја најдам таа пасија што уште си ја немав пронајдено. Развивањето на вештините на Тијана и е во фокус уште за време на студиите по француски јазик, кога си ја открива својата супер вештина, многу барана кај нас и во Европа. На европскиот пазар дефинитивно е многу популарна и многу компании разбираат дека треба во секоја компанија што работи со продукти, со апликации, со веб страни да постојат UX UI дизајнери, фокусирање кон корисници, бидејќи многу компании не се UX UI зрели на некој начин и не го разбираат тој момент дека треба навистина да се фокусираш на корисникот и да ги дизајнираш страните, продуктите, апликациите низ призмата на самиот корисник. Независно кој има искуство со неа, децата или клиентите кои ангажираат денес,
Сите имаат корисничко искуство за петка. UX5. Не знам, супер вештина да чувам деца. Дека една година работев во француска градинка и да, можам да кажам дека супер вештина ми е да чувам деца. Го виде прилогов, Стефче. Да, бе. Дете Охријанче море одма се познават, сегде пробиено, пак да викаш ти вакви, такви, па такви за нас. Остаje ти таа работа туку да ти кажам, мене ме замисли. Па Бога ми и треба да те замислите. Види, јас сум ти жив пример за тоа. Квалификуван сум ти за едно, студирам друго, работам трето. Не бе, мене ме замисли да фанеме со тоа вештачката интелигенција. Брат, ти со таа можеш се да правиш реално. Ти шо ќе ги кажеш, оно тоа ќе направи, па ќе ќе продаваме. Имате Стефче за да се занимаваш со вештачка интелигенција, прво треба да имаш природна интелигенција. Чекај бе, еве Ана. Оди. Еве. Здраво, дечки! Здраво, Ана. Што правите? Муабетиме. Кој за шо го била, кој за шо е квалификуван и така. Ништо, правиме муаве дали уствари имаме ние квалификуван кадар. Ето не мача. И имаме. Ами имаме. Што знам јас како да ти кажам, Беанче, тоа е ептен тешко прашање. За тука, кај нас врски треба само. Ја така мислам. Значи, ти за да си поп, дело ти треба да е владика. Така е. Татко ти да лекар, ти примариус или обратно да имаш мајка режисерка, за ќеркава да стане глумица. Да, значи си изврза ако од црева луѓе. Знаеш како уствари, Стефче, Македонија ти стана земја полна со интелектуалци само, ништо друго, само интелектуалци. Не дај Боже шпоред да ти се расипи дома или бойлер, мајстор бре немаме, море, мајстор немаме. Кувар немаме, мајстор. Па тие, па сите си заминаа на море. Дечки, многу сте ме песимисти. Може малку да свртиме топкава на оптимизам, затоа што ние тројца не може ништо да решиме. Има попаметни од нас кои што мислеле, смислиле и знаат што се случува. Ај види. Глобалните движења бараат нови професии, бараат нови кадри, кои имаат потреба од усовршување, доквалификација или пак преквалификација. Па така потребата на пазарот на труд ги создаде и најплатените професии во дигиталната и техничката сфера. Принстер има 10 академии кои што нудат устручување, доквалификација или преквалификација во она што го спомнав, едни од најбараните дигитални или технички професии. Моментално во Македонија, според Заводот за статистика, според стопанските комори и нивните податоци, најбарани професии се уште од пред неколку години се професиите кои што се во IT индустријата. Оваа слика не е поинаква од потребите на европскиот пазар на труд. За среќа, затоа постои свесност и кај нашата младина, но и во образованието и индустријата. Стручното гимназиско образование е во се поголем подем и е во голема интеракција со индустријата. Значи дека веќе и компании и организации и институции се вклучени во образованието во стручните средни училишта и поради тоа всушност можеме да увидиме дека и потребата е поголема од стручен кадар, но и лицата кои што излегуваат од средно образование се многу поспремни од аспект на нивното кариерно насочување. Возраста не е пречка за да се вложи во развој на дигиталните вештини и знаења. Се додека си работоспособен, има шанса за нова професионална кариера во ова дигитално време. Имаме многу различни возрастни граници, значи имаме лица од 17 до 60 години дури. А интересно е дека имаме па и роднини, односно татко и ќерка запишани на академија, тетка и внука запишани на академија. Имаме економисти, фармацевти, медицинари, наставници кои што посегнуваат сега по некоја дигитална професија, да бидат програмери, дигитални маркетери, продукти, проџект менаџери. Ама би ги издвоила можеби како најинтересни, имавме студент кој што се бавеше со пчеларство професионално и свештено лице кое што стана програмер.
Но за да си успешен и конкурентен на пазарот, вештина е и да си вешт во менаџирањето на обврските. Мултитаскингот е доста важна вештина, еве да ја нарачам, но пред се многу е важно да се знае да се приоритетизира. Мултитаскинг, може. Цела среќа, што јас одамна си се квалификував и сега сум си спремен тамам за Европа. Како тоа? Какви квалификации имаш ти ако не е тајна? Не е воопшто тајна, само е долга приказна, ти кажам право, мислам дека немаме време. А иначе не да сум квалификуван, анче преквалификуван сум. Нема за да имаме време, ако има нешто више ќе те скратиме во монтажа. Да бе, не може гале, ќе те сецнеме. Знаеш, модерен Шнајдер ти е монтажер. Добро, дечки, основно образование јас си завршив во Охрид, одсек туризам, затоа што нас охриѓаниве туризмов ни е во крвта, кој што ми е на Велешаниве железото. Средно си завршив Битола, машински инженер, многу убав факултет. После тоа се мислев кај да одам на факултет и решив да завршам медицински факултет и специјализација музеов гинекологија. Од каде ба тоа? Секоја чест? Ша, таму имало највише слободни места си. Имало, немало, сега сум си гинеколог без работа, затоа што жена ми моја е премногу љубоморна и не ме остава да работам како гинеколог. Сега пак, од друга страна, имам една друга вештина. Со луѓе знам, комуницирам кој што треба и си запишав штип за човечки ресурси и комуникација уште едно факултетче. Ако бе кој ти го дава. Охо. Ама шо ако и то, кога пак со степчета, ево, анче такси возам. Абе, такси да возиш низ Скопје, ти е најака вештина од сите овие вештини што ги кажа. Да, Бога ми е најака вештина. Супер. Може сега да се договориме да ве запознам со едно типче кое што знам дека има супер вештини. Музички вештини. Долго време работи во телевизија, во еден од нашите најистакнати медиуми. И добро го знаете сите, Ристо Самарџиев. Нели? Да. Како беше? Билада, јас одам Скопје, Атина, да ја вирам, мојата Евгенија. Билада, јас одам Скопје, Атина, само не знам, Здраво, здраво. Ставај, Ристо, крајшот. Многу ми е мило бидејќи денеска си наш гостин, од причина што луѓето те знаат по музичката кариера, а во суштина ти секојдневно имаш една друга задача. Започна со детските програми во телевизиската работа и се развиваше. Колку времето во кое што живееме нудеше можности ти да се развиваш, но и те принудуваше да ги развиваш твоите вештини. Да, тоа е така и беше. Работев емисии за деца, работев композиции за деца, работев представи за деца. Тоа го забележа, ме ставија зад фактички камерите, ме ставија зад монтажните столови. Претходно сум се бавел онака и со трговија, која што исто онака си бил трговец? Да. Да. Тоа беше работа која што ми дозволуваше, нели, да спокојно да се бавам со музика. Подосна, кога дојде моментот за ангажман во телевизијата, сакав исто така да пронаоѓам, да нудам новини, иако онаа емисија која што тогаш си функционираше извонредно со тие деца, чувствував и барав потреба тоа да биде малку поразлично, да биде поблиска до децата, да има мој печат малку повеќе. И продолжи како таква уште 10 години да обстојува. И ако сега треба да се вратиме на твоите почитоци, тоа е Ристо Самарџиев, Чили Вили. Да, ми остана таа песна од 87 година, така е, да. Така и се идентификуваш ти со тој Риста? Јас тогаш се поистоветив со таа песна и со тој лик, кога ми се јави Славе Димитров и кога ме покани да пеам на Макфест. Претходно бев рокер, мислам, пеев со Хаос ин Лаос, некои 2-3 месеци претходно онака завршивме таа приказна. А ми се јави затоа што малку ме, како се вика, ме залажа со тоа што демо снимката на Чили Вили беше буквално реге песна. А ја бев онака прилично голем фан и се уште сум на реге музиката. Подосна од Чили Вили испадна нешто друго, не баш реге, но повторно јас одем, како се вика,
регаджитски занес, еден рокерски занев настапив таму на сцената, на тоа и тој настап им беше прилично интересен на сите оние шлагерџи таму што беа попеачи едно друго. И затоа веројатно остана така впечатлива да 100 пати сум кажал, еве и сега ќе кажам. Ја после таа песна можев да испеам и сум испеал и многу други песни, така, но и Боемска рапсодија да испеав, мене ќе ми останеше онај прекар Чили Вили. Дека тоа одеше. Можеш да ја пуште Чили Вили? Ама мислам дека тоа одеше од се, а се не сум сигурен дека од се ќе можам ќе морам да Сега спуштам ќе малку. пуштам од се, овде ќе ја најдам од се. Така ли? Ајде. Во интонација си тотално, да, топ. Чили Вили има кости црно-бела. Да не одам. Чили Вили има тополден. Чили Вили има солзи код спиле. Гледај. Многу имав тогаш настапи и многу, како се вика, балеринчиња едно друго настапува со мене. Да не сме настапувале некаде? А? Зошто ога си тоа, зошто не? Ама колку луѓе ми пришле онака девојки, онака вика, тогаш игравме на тој настап во Тетово, таму во Охрид. Аха, Стрезо, во Охрид, Слушам. со тебе да не сме настапиле некаде за Чили Вили. Пошто и таму си имал настапи, бајаги. Да ти кажам право, со се занимавам, ама уште балетански вештини немам развиено, ама мислам дека не е доцна. Така, Да. не знам, пази. Али можам комотно Треба да ти- пробаш, треба да Сакаш, пробаш. Едно дуетче можеме да направиме двајца ако ќе си расположен на Охрид Фест. Или Канео Фест. Нема проблем, А? нема проблем. Горе Ја ќе на Долни заварам. Сарај може, може. Дознавме дека прво и за секогаш си прво музичар, потоа си уредник, како ти од дигиталните вештини, бидејќи живееме во дигитална ера и веројатно ова е влијанието на кое што не смееме и не можеме да одолееме. Се сложувам, да, дигиталните вештини ми се во однос на она како да ги скомуницирам, како да искористам компјутерот за да напишам. Ми требаше бајаги време да преминам од пенкало на компјутер. Морам да бидам. Мислам, излегува и компјутер и траеше тоа 2-3 години едно друго. И да преминам од она што го пишувам вака на рака како сценарио, па да го фотокопирам. Имаше некаков отпор кај мене, додека земам тастатура, па да земам печатари и такви работи. А инаку во однос на дигитално во време, не дека сум некој носталгичар по овие пенкалави и такви работи, хартија нели, и по молив, карти и да. молив, да. Но социјалните мрежи не ги користам, јас немам социјални мрежи. Зарем? Немам. Имам некоја своја страна, Браво. страница, да, немам. Спомнавме многу твои вештини, која е твојата супер најсупер вештина, која што те издвојува? Не знам колку ме издвојува, не. Секој можеби и други Или ти кои што дава се супер моќ? Ни оддалеку. Не. Ни оддалеку. Не, работа е да се ужива во она што се вакво. Веројатно уживањето во она што го работам, веројатно тоа е она што ме прави да бидам ристо и да бидам онака исполнет, да бидам среќен. Веројатно тоа е тоа. Еве Стрезо цело време вози, мене најчесто песните ми доаѓаат кога сум во возило и кога возам. Не слушам музика во кола. Ама тогаш ти е умотивок. Па веројатно сакам да го слушам и моторот, а веројатно и така сум некако по ми поминуваат низ глава, како се вика, и некакви идеи за едно нешто, за друго нешто и особено за некакви песни, нели. Евентуално ја во кола имам само едно CD, односно не CD, веќе го имам ставено на USB, модерен сепак, USB, на кој што имам партизански песни и тие ми се потребни онака, за кога ќе се изморам, кога ќе така е, да, по шумама и така натаму, да. И млада партизанка еве некогаш. Како се вика? Тие кога ќе се изморам од возење, кога ќе се изморам, тие онака не ми треба Red Bull, не ми треба никакви тие енергетски пијалоци, партизанска песна се пушта, нема проблем. Тоа е стимулансот. Дефинитивно. Мислам за мене да. Некако ми дава енергија. Тоа се онака двојки најчесто, нели? Убави некои корачници. Тие веројатно и затоа постоеле, затоа биле направени да на некои што се вели му дадат една таква сила. И значи од ова сваќам дека веројатно музиката е твојата супер вештина. Па, веројатно да. Конкретно вештина за музика треба и за изведба.
треба и човек да го направи текстот, треба кога ќе се треба да се направи музиката. Не сум вешт во правењето аранжмани, но сум вешт на крајот од аранжманот кога треба да се ишмирила тоа. Па некаде да се стави едно звонче или пак да се намали вокалот или да се засили виолината и такви работи. За тој момент сум вешт. Значи за Final touch. Да, баш така. А инаку вештината на аранжерството ја оставам на некои други онака баш аранжери. И сега Меморија, твојот матичен бенд и како дел од тој бенд во суштина изминативе години, успеа да го следи новото време, па и извадивте нова песна. Еве го и Орца. Гимназијата. Таа песна Орце, моја гимназија и кирка ми таму учеше, да. Ја бев во Орце, она беше во Брос, ете, и тоа е повторно песна од 95-6 година. Но сега доби едно ново руго, како што доби Дирлада пред известно време, нели пред 5 години кога ја направивме во Метрополис, па со оние труби, така. Таа е за многу генерации интересна и ќе остане, особено во овој период, како се вика, пред матурски, така. Јас сум од Брос. Време. Јас сум од Брос. Па, слуша. Ајде пеја вака. Ја бев во Брос, ти беше во Орца, може и така дека некоја женска верзија од Жано Снежана. Може би Ано, не знам како тоа рече. Анушка, да. Добра песна, нели? Добра песна, да. Добра песна и нели секој кој што бил гимназијалец, нели, во оние времиња каде што немало социјални мрежи нити мобилни телефони, како се вика, големиот одмор, малите одмори и повиците онака четврток, петок за каде да се оди онака во телефоните со кабел, беа она вистинското нешто. И она е времето кое што и овде во песнава се кажува, нели, вели некој е за клупа, некој за група. Тоа беше време во кое што јас почнував и сите мои со кои што после тоа уште многу време онака заедно музициравме. Време во кое што се почнуваше со музика, имаше многу настапи, имаше многу концерти и многу ми е драга, многу ми е блиска и секогаш таа песна ќе ми биде свежа. И драго ми е што и на вака помлади генерации им е свежа. Да. Па ајде да завршиме нашава денесна прошетка низ Скопје токму со таа песна, можеме? Може, каде е гитарата? Немој да ме буниш. Ако што ни годи, а у различни води. Добар текст, одличен. Кој чека, ке се начека, Бога ми некој довека. Свашта ми се деси, а тука ти не си. Добра, нели? И вистинска, многу е вистинска, да. Фала ти многу што се видовме вака во живо. Ви благодарам и вам што вака ме посетивте на некои работи од минатото, убави, кои што секогаш онака на кои што секогаш радо се сеќавам. Се надевам дека бев вешт соговорник и ќе посакам онака да имате уште многу вакви убави патешествија на секаде на теми кои што убеден сум дека секогаш ќе ги наоѓате да бидат интересни за гледачите. Фала ти многу, Риста, и остануваме во брусење на нашите животни вештини. Се сложувам. Дечки, знаете дека се што е готвач и представник на угостителски сектор летово замина во Хрватска на море да работи? Само ние останавме во Македонија. Ето е многу убаво. Ем море, ем парица. Слушаш, Стефче? Зато ти викаме стри да се научи занает. Зато. Да си још во Европа кај сакаш. Значи, на море, Хрватска. Планина, Алпи. Словенија, може да си још Австрија, Германија. На пица, во Италија. Охо, убајна. Дам да шетам или да работам. Дај бе, некој што има поише искуство да каже. Види го ова. Кој се е отиде. Сузана Трајковска е македонскиот амбасадор за гастрономија. Таа е член на светската организација на мајстори готвачи, ВАМС. Но својот пат на учење и стекнување знаење и вештини го почнува од една не многу вообичаена професија за жена. Сум почнала како електроинсталатер и монтер за висока струја,
Потоа завршив за електромеханичар за разладни постројки и водови. Се занимавам со струја, местам струја во објекти. Сепак, љубовта кон готвењето, која подоцна и се раѓа во кујната, е професија во која се повеќе ќе вложува. Првото школо што ми беше школото за готвач. Потоа постепено се надградував, одев на надпреварувања, надвор од државата, се запознавав со повеќе луѓе, со други шефови, завршив инспектор за туризам, тоа го завршив во Париз. Се запознав со голем бранш на високо квалификувани кувари, така да станав и амбасадор за Република Македонија. Па не мислам дека тоа ќе ми биде крајот. А готварството е златен занает за оние кои имаат љубов и желба да го усовршат. Имам голем апел до младата генерација што го учи овој занает. Значи да се надградуваат, да учат, а сето тоа финансиски што ќе го дадат, ќе им се врати зашто имат златен занает во нивните раце. Секако доколку имат љубов за овој занает. Се запали пилетрено одаичето пилетрено да роза уште малку тревит одаичето пилетрено да роза ај скрпни ајде ти баб ја дам. Добро бе, дали имаш мозок? Шо бе? А шо правиш бе човек бе? Полиција ќе дојде бе, ќе запалиш нешто бе, сред град си бе стрезово бе. Доста викаш, гледаш дека се вежбам за готвач. Гледаш дека сите бараат се готвачи и ево, и јас, скарица. Бе, се те разбирам јама, ти сваќаш и дека не смееш да го правиш ова тука бе. Абе доста бе, дојди вам, отвори ова. Отвори ова да и пробаш кебапчиња од кај Маријан, овие ти се директно од Трпејца. Ај, сега, кебапи од Трпејца, и ти ја претера сега. Абе, ајде бе, пробај да видиш, абер немаш. Нормално дека се од Трпејца, кога не знаеш историја. Ево ти пајнче, на. Не јади така. 1234 мислам година, Трпејца. Идат Осман бе. И го пречеквет. Од тамошни. И викаат, вака и вака, да опочастет домаќини луѓе. Не јадам рипче, не јадам ова, како бе Трпејца не јаде рипче, и баба Мара, Бог да ја душа, простит. И текнало, ги собрала жени бе. Јас ќе му направам нешто за јадење. Што ќе му направиш, баба Мара? Ќе му бапнам месо, ќе бапнам кромиче, ќе бапнам лукче, ќе бапнам јајце, ќе бапнам презла, ќе го земам то целото, ќе го бапнам наскара, ти текви тјебап. Огрицка работа бе? Ти се слушаш озборен. Шо? Плескајци да не се откајуваш. Идат 1600 и некоја година во Охрид, тоаш во стариот дел кај Чинаров, некој познат бизнисмен таму во Врвеле, и тој не јадел рипче и познат готвач од таму. Што ќе го направи? Ќе плеснам месо, ќе плеснам крастајчи, ќе плеснам ова, ќе плеснам вакво и така е боре, ќе плеснам, плеснил, плескајца. Не бе, млади бе, не можеш. Ајде, ќе бапе јада.